дека во Македонија политиката ја водат медиокритети, луѓе кои што За имаат жал, се лимитирани повеќе. интелектуални капацитети, кои што не можат да издржат тежина на еден ваков судир и кои што не можат да состават реченица. Тоа не беше така во 90-те години. Така е. И сега кога ќе се надовржеме на Ванчо Михајлов, јас и ти разговаравме за Драган Богдановски. Значи би сакал тука да го поврземе нели Ванчо Михајлов со Драган Богдановски и со формирањето на ВМРО ДПМН како модерна партија. Ние се договоривме дел од емисијата да биде таа историска перспектива. Гледачите ги интересира многу како е формирана партијата, да речеме 95-та конгресот во Кичево на кој што бев делегат. Донесовме одлука да биде 10-ти конгрес место втори конгрес. Така. Како ја преземавме континуитетот, што значи континуитетот, некои работи кои што на мене и тебе може не изгледаат како вчера, на новите генерации им се 30 години наназад и не се доволно објаснети. Во Македонија никој не пишува, освен тебе, Клюсев, како се вика, Стојан Андов, јас некои книги што имам објавено, хроники нема. Така што овие емисии се Ние вредни. анализи уште помалку. Значи овие емисии се вредни од таа гледна точка, ќе може да се гледат и денес и утре и кроз 10 години. Да го направиме, да го објасниме формирањето на партијата, улогата на Драган Богдановски, вашето поврзување, како дојде партијата во Македонија, вашето одвојување и да речеме негде до 95-та година како ја преземаме како континуитет, историското ВМРО, бидејќи сега има доста контроверзии. ВМРО ДПМН сегашното на Мицковски малку сака континуитет, малку не сака континуитет, баш како шведска маса, кога ни одговара окей да имаме континуитет, кога не ни одговара, вака туркаме на страна. Така што едно твое мислење на тој дел од почетокот на партијата. Филип, гледайте, кога пред малку кажав дека сите македонски организации кои биле и сите македонски патриоти кои биле судени во Титова Југославија имаат етикета ванчовисти, кажав и некои што не се. Една од тие организации, има и некои други, е нели организацијата на Драган Богдановски, која е формирана некаде 70-тите години, можеби малку подоцна, 80-тите години, во македонската нели диаспора. Има тука приказни што е целта на таа организација, дали била целта да се парира на ВМРО, дали се парира. И покрај тоа што таа се дистанцирала од политиката на Ванчо, сепак, според мои информации, Драган Богдановски сепак комуницирал со луѓето од НПО во Америка и се обидувал нели да има таму добри односи. Значи, немам тука детали за неговото вистинско, како се вика, однесување во диаспора во тој ран период кој јас сум се уште бил нели во основно училиште можеби. Меѓутоа, факт е дека тој во одредено време од југословенските служби е киднапиран од Париз и донесен тајно и е чуван во разни затвори и во Јасен, некој спомнуваше и во Солунска глава, не знам каде. Значи и е чуван нели во затвори, потоа осуден на 10 или не знам колку години, може 11 години лежена. Сега, јас Драган Богдановски, како некој тогаш кој е прва или втора година нели студент во Скопје, кој навлегува во тие патриотски нели кругови во Скопје, се обидувам да стапам во што повеќе комуникации со луѓе кои имаат некаков имидж на патриот.